Денес е болен ден, како што знаете, 9 мај, еден од најсветлите момenti во историјата на човештвото, победата над фашизмот и ден на Европската унија. По тој повод, Националната установа центар за култура и култура Цара во Делчево и Сдруженијето на граѓани Јанечки глас во Делчево, ова вечер ја организираме промоцијата на книгата на афоризми од наслов Одвенерот на Биоген од авторот Јане Атанасов. Кој е Јане Атанасов? Јане Атанасов е роден во Костиндол, Кочани, дипломиран економист, сега во пензија, живее и работи во Кочани. Од она што можев да прочитам во неговата биографија, тој е иницијатор на манифестацијата вечер на македонскиот афоризам во Кочани. Исто така тој е еден од основачите на Сдруженијето на граѓани во Кочани од име афористична репрезентација на Македонија, чиј преседател е лично и тој. Следејќи го својот пат, често забораваме на своите можности. Ова е еден од афоризмите на авторот Јане Атанасов. Јане предува дека умерот на желби е безграничен, но за да ги оствариш, треба да знаеш колку да пиеш, за да не се удавиш, рече Јане Атанасов во својата комбинација. Ја повикувам Христина Волска, председател на Сдруженијето Јанечки глас во Делчево, да ви се обрати. Благодарам, Христина. Почитувани гости, добро вечер. Како прво нека ни честит денот на победата над фашизмот. Оваа вечер ја посветуваме на хуморот и сатирата. На почетокот ќе промовираме збирката афоризми од Јане Атанасов под Одвенерот на Биоген, а потоа ќе ги доделиме наградите по распишаниот конкурс за сатирична песна во организација на Сдруженијето Веронокрајни автори Јанечки глас. И во оваа прилика голема благодарност за поддршката и соработката во организацијата и реализацијата на овие настави на Националната установа центар за култура Никола Јовко Бакар во Делчево. Еве директорот кажа неколку збора за авторот, вечерашниот автор на промоцијата, па да не се повторувам, едноставно се заблагодарувам и се надевам дека имаме што повеќе соработка и со Сдруженијата што се надвор од нашиот град. Сега ги поканувам авторот Јане Атанасов и промоторот и еден од рецензентите на оваа книга Миле Ѓорѓиовски да подадат на сцена. Добро вечер и од мене. Ја потребав да го честите денот на победата над фашизмот, да не на фашизмот. Јас се надевам дека барем денес ќе застанувате на права страна, односно на страната на победниците. Како што кажа пред мене вечер следното за да промовираме збирката афоризми на познатиот македонски афористичар Јане Атанасов со наслов Одвенерот на Биоген. Добро знаете дека ние денеска во Македонија не можеме, па и во светот да собереме колку се 22, ако не бараме помош од Чичко Гугу. И
Така јас бара помош од Чичко Гугу и таму најдов дека Диоген не бил женет. Да бил женет сигурно немало да бара човек во улето, кој ќе бара од грашниот кредит. Ја не се слагаш со констатација, и уште една констатација, ева малку да прекинам, да им посакам добре деде на учениците од Ванчо Китано Перчево, меѓу кои имат неколку добитници на награди од распишаниот конкурс на нивната учителка и на сите што се со нив. Продолжуваме со Диоген. Ја уште најдов податок дека Диоген не бил политичар. Не бил политичар. Да бил место човек ќе бара политичар во ретови работи. Еве, на почетокот сакам два-три збора да кажеш своја зачепчење за прочестата публика, дека оздаваш било што да кажеш, по твој стил се разбира. Нека споменам едно нешто збора, тоа за днешниот ден, аз како вечер треба да се посетам втора вечер, пошто овој убав датум, приправам овој убав датум 9 мај. Фашизмот го победи некогаш, денес ние имаме многу други работи кои треба да ги победуваме. За жал во некои од нив констатиравме дека се неможни, поголем дел од обичниот човек се помирува со тоа, некои како мене не се помирува да својот револт или своите забелешки ги изнесуваат во кратки црти. Значи, поздравам републиката, благодарам што го достоевте првим организаторите што вечера имаме оваа промоција. За мене беше кажано дека кој што нема да го повторам. Благодарност до Миле Дупла, поради тоа што организира оваа промоција, поради тоа што е еден од рецензентите, а другите рецензенти господи во Белград, ќе чуете низината рецензија вечер во обидва. Нешто прво да кажуваме, ова се чувствува подобро. Пријатни. Само момент, чувствувај се како добро, само немој така да се однесуваш. Слабо да чувствуваш. Не. Едно прашање. Каква е нашата демократија? Нашата демократија е аромантична. Има арома некоја према медицинска политика. Значи не трубиш. Односно, демократијата е мртва, а за мртвите се најдобро. А сега тој како е живот за некој, ова е перфектно, меѓутоа за нас понатаму некаде одејќи кажеме или јам кажеме да ја спирам кажеме пред моја призум, дека направи промена на системот, ама некој ремонт не си погоди нешто. Што имат македонците како сите имат џепови? Што имат во своите џепови? Во своите џепови малкуми на македонци има пари во секој џеп. Најголем дел од нас имаме карти на баначи. А во Македонија, јас еднаш еден фестивал во Србија покажи, има фаворизам, дипломирав, магистрирав и докторирав во еден ден. Нема да му вратат кусор. А што мислиш ти за денешните магистранти? Секоја честа исклучно дека на најголем дел од денешните магистри имаат потреба од доктор. За лекар, матичен или гинеколог? Доктор за душа е сега. Кој е мој име специјалист? Мислиш доктор за душа. да им ја вади душата и Не да ја вади, да ја наштелува. сите бара промени власта и опозицијата. Дали сега е истинско време за промени? Ево карав напред да имам овде. Значи, по промените системот, овој систем не ни чинеше кој што беше. Се засновано на богатството, како се договори сега станавме некој школа, некој беше клуб. Сакаш да кажеш отколку станам и Господа заборавили да... На богатството заборавили се и гледам по промените системот, ама ремонтот не ни се погоди, ништо. Сите држави имаат државни граници, па и ние.
какви са нашите граници. Ще го кажем по-късно, но не сега по кратиците. Някои държави има граници много слишно данни вече. Примерно да мислите. И нищо не се гледат. Добро. Каква комбинация кайност е невъзможна? Мислям кайност не тук. Въобще не само кайност, ако имаш пълна глава с идеи, тежко е джепове да бидат прави себе си, знаете. Нещото ти джепове ще тази комбинация, ще не е възможно да имаш пълна глава прави джепове. А знаят ли нашите държавници како патриот към Европа? Знаем и ние, знаете ти много добро, дека патриот на Европа е трънлив, а затоа ти като да судим. Добро. Гледам Яна се изплати, а Любчо Златковски Милен посмatra, айде Любчо да прочита неколко афоризми, да го мен и Яна да ни не избегат. Некогаш лудаците били носени на голи отрови. Сега ходят по ситалство. Успех от релативна категория зависи кой го мери. Се удар в бунар от държавните. Kada živimo Magarina, teren od ideala za trojanski konj. Da го убие Бога в тебе, може сам молитвото си записува дека е Бог. Бидејќи нямам малко се одмори, ќе продолжам да ви спрашувам. Велат во Македонија уметност е да се живее. Каква е државата во која уметност е да се преживее? Ако държавата е напредуване като уметничко дело, неминуемо е да я сместим в категорията абстрактна уметност. По-добро абстрактно, отколку мртва природа. Јане, туѓината пуска доста нема. Македонија е печалбарска земја. На времето се одеше да печалба надвор от Македонија, по Европа, преко Пиранските земји. Сега на печалба се оди много близко до Скопје по парламентот и по влада. Например, туѓината пуска неки мостен. Им се јавили зборот на македонците. Преди македонците и на сите, ако се јаде зборот, нема да остане влада. Добро, може ли човек да смета лично на тебе? На мене. Сметате на мене, ама не да ви ги кладам сметки. Не да ви ги кладам сметки. Јас Цинцо и Любчо ни остана сметка там за кафе 130 дена. Докажи. Има ли кој на Балканот да повлече напред? Има ли кој да не повлече напред? Има кој да повлече, меѓутоа, ако се споредне со на приколката и се едно од тие речи. Кога мајмуните се чувствуваат најсигурни? Верувам дека тука не би нема се предполагам, меѓутоа мајмуните се чувствуваат најсигурни кога ги чуваат гориво. Горе. Добро. Исток или запад? Происточна, прозападна ориентација, тоа за нас е дина проблем. Ние овде знаеме дека сме диви запад. Добро. А и да завршуваме разговор со една констатација, векав да јас си се радувам на двојазичноста во Македонија. Конечно во Западна Македонија ќе се зборува македонски јазик. А сега гледам Зоран Павловски, спремен за настап. Зоки ќе прочете неколку афоризми од Јане.
Никой што е на државни јасли не работи како конј. Има и тој златни прсти, палецот и средниот. Нешто не е во ред со државата во која има многу редови. Низ животот видов многу нешто, а сосема малку живот. Кога ќе се најдеш во тесно, ти се проширува видимот. Не знам дали беше со врски со агенција, јас бев гледан од рецензентите на книгата на Јане Насов, под времето на Диоген, а уште еден рецензент беше Нада Караджич од Белград. Рецензијата на Нада Караджич е преведена на македонски, ама со кочански диалект. Ќе ја читат Славица Цветкова. Знам да има се Цветкова, само да направи посвет. Само едно дополнување во контекст на тоа. Рецензентата Нада Караджич по 3 години убедување поради ковид пандемијата, годинава најпослед дојде и беше постигна мојата манифестација на Кочани, беше на македонската година, значи оваа година ја така би почна. И баби се не гледат. Што е да става? Славица? Микрофонот е твој. Добра вечер и од мене, честитки за сите наградени на манифестацијата, што се одржате некој ден, а сега ви добиете дипломите. Нека ни е честит денот на победата, победи имајте во сите победи. Значи, јас ќе презентирам рецензијата на Нада Караджич. Пишува, значи посваја. Јане Атанасов веќе 40 години твори и обстојува на полето на афоризмот, што е доказ на неговата целосна посветеност на овој литературен жанр, или како што тој самиот пишува во еден афоризам од оваа книга. Пишува, така не било пишано. Пишува за обичниот човек, за неговите мани и добрости, за неговите подвиги и падови, за неговата надеж и разочарувањата од овој наш живот на овој тврдо и Балкан и истинно констатира дека некумина живеат среќно затоа што нема кој да ни каже дека се несреќни. Зашто среќата има многу варијанти, па и оваа која Јане Атанасов ја дефинира во еден свој афоризам. Среќа е и кога имаш со кого да ја поделиш така. Зашто желбите се многу, а животот, иако ќе потребнеме напред и изгледа безмерно долг, многу кога ќе се свртиме наназад и ќе видиме што сме оставили зад себе, изгледа како
животот најголем лаксус е да ви дојде чартер. Бидејќи во животот секогаш е пресудно искуството, па макар и она да тоа зборува авторот на оваа книга. На конкурсот за теле избраво. Пресудно беше искуството. Или пак, кога имаме работа со тикви, нормално е да го береме останот. Јана Атанасов во оваа книга, како и во сите негови претходни зборува за мачко-женски односи, приуѓајќи на секој можен аспект, анализирајќи ги до најситни детали, ослонувајќи се на своето, но и на широкото искуство на сите нас. На голема врата влезе во нејзини очи, а излезе из бувчешка клетка. Како и за секој афористичар, така и за Јана Атанасов, едно афоризмот представува посебен предизвик, па така, носејќи ги познатите народни поговорки, тој прави прекрасни афоризми. Јас си го извил. На едната глава сабија не ја сече, ама и сонце не ја грее. Со читал многу конструкции, констатации и афоризми на тема Тројански коњ. Но јас навистина би го извоju овој кој покрај краткоста и ефективноста потребна за секој афоризам има и посебна приказна со порака која секој ќе биде актуелна. Каде што има многу магарина, теренот е идеален за Тројански коњ. Овој приказ го завршила со овој дел од книгата во која авторот зборува за политиката. Нели јас намирам да читам. Ама јас окритора во поење се чува како типични македонски нагласок имаш српска рецензија. Веројатно јас не заборив моите рецензии. Доврши. Ја ќе ја читам најпрво. Политичари го слушаат гласот на народот. Другите го прислушкуваат. Книгата афоризми треба да е рефлексија на животот на авторот, неговото минато, неговото денес и утре. Оваа книга, Јана Атанасов, преку своји афоризми, дала да свој поглед кон се она што е негово. Но и наше секојдневие, сето тоа преточено во афоризми, а тоа е она вистинството што треба да го поседува е збирка на афоризми. А под кrenерот на Диоген има сите оние компоненти кои една збирка на афоризми ја прави посебна и ја издвојува од другите литератури. Ролби, јас не скривам? После ќе читам од Јана, само ти ви да подобирате јас смејќи вчера ќе само пендиса. Не, може би јас во претходниот живот сум бил жена, затоа и тоа Београѓан. Благодарам. Најсигурно сум бил Београѓан. Лупчо или Цинцо, најдобриот артист меѓу бившите капанџи и најдобра капанџија меѓу бившите артисти. Лупчо породи. Животот тече, за медот и млекото страгата е во тек. На ведната глава сабја не ја сече, ама и сонце не ја грее. Апсолутна вистина е дека не постои апсолутна вистина. Премногу се јадат рици за тоа што не сме да се јаде. Кои се наредат карте во животот, најголем лаксус е тој да е чартер. Жан разбира. Да. Јане, многу пати сме повторуваме на твојата декларација, кажам ти да меѓу сегашните присутни малку има од тие што ја слушнале. Ајде да кажеш твојата декларација до комисијата, каква беше таа комисија? За испитување на потеклото на имотот. Јане, имате на оригинална декларација, кажи ја, а каде ќе завршиш после на вечера или на друго место и снимане? До комисијата за испитување и забележање на имотот, пријавувам слози во очите, шеќер во крвта, вода во коленото
koji samите се приявува. Яне, продължи да читаш. Да не видите дека читат од некоја книга, а потом сам да ви почне нещо друго. Пред малко некои ми се чини спомнахме държавната граница, дека на некои държави им е тесна. На Балкан тоа е постојна констатација. Важи да се го земи, која е моја дефиниција за тоа. Голема Албанија, голема Србија, Сан Стефанска Бугарија, Македонија во своите историски граници, а Балканот така малко. Голем проблем. Ja mi se mnogo ti izmeniš, moram da se upravam i jas. Имат един афоризъм от нашия драг приятел Александър Чутрич, който вели: турците постана бошници, шитарите постана албанци, циганите постана роми, само от наш сърбите нищо няма да стане. Избини поведи. Полети. Тук сме на това поле, сме некъде преди кръговище констатация. Сакаш да кажеш, и на това поле изпадна месток. Казах я некъде, почита, пешико много Макарина, едната е дома за Троянски. Значи, во контекст на ова што Чотиш го кажа, дека сличното е. Во доброто утре е на повинок. Фата Морганата е честа која го пусти. Е сега, пак нещо за денешницата наша, работа своje време, ја чудеси цел живот во таа данъчна управа, ама некој што ма редници на задачките на данъците, тоа е една моја декларација, констатација. Поради длабоко затечената брака на власта во него, ќе морам джебот од панталоните да го пренесам. Со децении пеехме, тоа го спомнавме пред малко ми се чини, со децении пеехме, тогината пуста да остане, не се врати третата, пуста не остана година. Пред да се пожариш, дека си го обрал достано, отсети си со кого садеш и птики. За некого се малко горно, потребен став. Тој е моја политичка икона. Секоја се крсти на неговите глупости. Ова и ги земе данни моја консултација. Веројатно ќе се сложат присутните од вашиот пол. Постојат два вида на жени. Едни дават, други даваат. А кој се продължи? И кога не ти оди, денот си оди. Има идиоти кои никога ще слушнат зад Достоевски. Орањето од Венериниот брег бара витален клуб. Смртно сум влюбен. Тоа ме одржува во живот. И за крај, имало или немало секс, го поебав на животот. Инако, Яни, да ти кажем дека не постои училище за секс. А и да постои, никой не би го завърши. Сите би сакале да повторуваат. Лучо, че не заспиеш, трче на микрофонът. Пишува. Така ми било пишено. Има манијаци кои свршуваат само повеќе на страчната власт. Во демократијата секој има право да ти забранува што сака. Зоран Павловски. Сега ще се надпреваруваме в какво ще ти кажа. Поди
подигнав кредит за оспарување на соништата. Сега сон не ме фаќа. Без врска не можеш ни врска да фатиш. Ако си добар како лев, ќе те јадат како бурек. На заспаните треба будно да се внимава. Мислењето за некој е мисловна имена. Любчо или Марк Любчо и Слободин се обложи от реалтизм и ПТР. Дајуш. Дури кога го ставија во куќен притвор, разбравме дека бил јавна личност. Го пријави директорот за кражба, а се пријави во бирото за вработување. Борбата со другиот во мене е немилосрдна. Некои жива тук. И благодарам на моите драги другари од експерименталното театърче. Зоки сигурно ќе го погледаме вечер да беа што сакаме ке. Иначе да се похвалам дека годинава славаме дури 35 години од првата представа на експерименталното театърче. И се надевам вака како што сме живали, ја и Лучо не сме баш Зоки и Цинца се, ќе тераме и до 100 години. Од прилика ние планираме до 20-15 часот да трае првиот дел на промоција и е точност некој швајцарски часовник и тоа не е насипан. Ми беше чест што Јане беше вечера со нас. На крајот пак под ова манифестација ќе завршиме со Јане. Да кажем дека тоа со Валери го зборев во интервјуто на во Македонија, во регионот, па и пошироко, ретки се скоро напрости може да се избројат конкурсите за сатирична песна. Во Македонија знам дека 1993 година само еднаш распишале конкурс Именица, Делите, Судбиница и ова е вториот конкурс што се распишува за сатирична песна покрај Кикирики имаме 2-3 пати распишано на тогашното радио Скопје. Ова е втор конкурс на кој учествуваа ученици од основни училишта, ученици од средни училишта и возрастни мажишта и женишта. Сега се поканувам Христина Даровска, председател и преседателка на Сдруженијето на редовнени автори Пијанечки глас, да каже нешто за овој конкурс. На распишаниот конкурс за сатирична песна пристигнаа повеќе трудови од сите категории. Значи имаме категории за основци, за средношколци и за возрастни. Сите тие беа оценувани од страна на точно жири, кои беа Ана Димитровска, поет, Песа Стојановска, поет и Миле Георгиевски, сатиричар. Повеќе детали за конкурсот ни га каже председателот на жирито, господин Георгиевски. Сега, ми го разсипа седењето, ќе мора да јас да станам. Мене ми е посебно драго што сите одлуки на жирито беа донесени едногласно. Односно, кај се Јана збореа, а јас чутев битко видела на кај дека е молчам и тие за молчење едногласно едногласно за одлуки. Наистина сум задоволен од квалитетот, поготово што мене тоа ми е од прилика и една од основните во работа за сатиричната песна, кратките сатирични форми. И јас се надевам дека
утре, завтра, до някои други времена, вместо јас и Јане ќе да дават некои други деца, некои нови клинци, тука ќе го водат можеби фестивал за хумор и сатира, што е во рамките на Националната установа Центар за култура Никола Јанкова Царапут, да речем. Еве сега, јас ќе ви ги прочитам учениците кои освоија награди на овој фестивал, на овој конкурс на ЗР Јанечки глас. Трето место за Суат Асанов, основно училиште Ванчо Гитанов, подрачна установа што е единица село Црква. Дали е пита Ванчо Суат Асанов? А сега, јас ќе ти држам микрофонот и ще наредам еден микрофон ќе станеш познат писател за првиот хонорар ќе да частиш нешто за кажа кој беше добро. Да, виновна е моята тетка Сара, кога мама така го кара. Се прави истинска дама, а секој ден секој миг е сам. На главата капа со пердофи носи, на секаде летат низните коси. Суштили е дама вина, но хлопките веднъж ги скина. Често оди во елитен салон, се прави како шара на дедница и балон. Си прави некакви ясновски веги, надочени и нацртани криви меги. Си прави свилени трепки, на лицето става селски капки. Става трайна шминка, како богата французи. Истински ли е ова песна или? Не. Благодаря, мисля. Воля ли? Може. Сега одиме со другите награди. Го поканувам Лучо Златковски, кој ќе ја врачи втората награда. Белгрова дете, ем ќе пишува, те ќе бидат артист. Второ место Христијан Пулковски. Основно училиште Ванчо Гитанов. Христијан. Да кажем дека голема заслуга за овие деца што се тука, имат и нивната наставничка, која е тука со нас, еден поздрав за неа. Не сликавте? Ајде сега. Лупчо ќе ја држи дипломата, јас микрофонот. Чузнаше, шега падна стара шума, ежот кажа смешна дума. Видел заед формални уши, вместо морков ядал круши. А пак лиса чудно гледа, изплашена, а и малко гледа. Нарачала печен петел, но донели студен беб. И волкот со своја мак за вечер овем се. Мисли на баке гости ќе се чека уши гости. И ете така, паднаше, штръкот креши, па сега бега. Порача ми сладко скоче, а той ми дона морско конче. Истинска ли е песната или? Ова категорија на корупцијата беше наистина многу голема и мораме да дадеме уште едно второ место. Пошто второ од десна страна е Зоран Павловски, Зоран ќе добери ова награда. Дупла втора награда за второ место Илија Ѓузелов
Иве, спремен ли си? Одем. Айде. Бързи ноги. Пръв апел е много добра забава, но се разбира, трябва да може да тръчате. Откако ке кажете една лоша шега, тръчането е най-доброто нещо, за да може да избегате. Звънението на вратите много го сакам, бибе во тортата да ставам, много бели да правам. О, какви не се шеги, дозволени се тој ден. Се чувствувам како мачен мен. Едно нещо со сигурност ќе ви треба. О, да, две нозе брзи. За сигурни да бидете, дека тако шамар нема да брзе. Го сакам тој ден еден. О, да, еден, но вреден. Го живеам како да ми е последен. Иве, кој одделение си? Јас сум пето одделение. Кој ти е најдобар другар? Најдобар другар ми е Филип Кристи. Ево е непотизам, тој ми е никој. А кој ти са најдобри другари? Три са, но може да кажеш. Па сите од моето одделение. Сите. Браво, ти си маж. Мажество. Сега она за која сме сите тука. Прво место. Цицо. Шампион. Ајде, што ти излезиш? Прво место Тамара Станковска, Основно училище Ванчо Гитаров, Лече. Добро. Тамара, спредни ли си? Читай. 3, 4. Смешна песна. Знаете ли, деца мили, де нещо се случи? Видов мечка облечена в устаното кучи. Както се отфатен во танго со балонот, а пак мравката игра ли игра, приемка со слонот. Глушецот и мравката другари први биле, а два лака страшливи од зајакот се скриле. Лисицата и кокошката трчаат маратон, а пак магарето го учи конјот на бон-тон. Знам, чудна и многу смешна мојата прваклинска песна. Чели кога во неа стави каша попара напред. Тамара, кога бевме на промоција на палавите произвичиња во Каледен, Библиотеката Кочораци. а бевме и во Винчини. Тогаш јас ти испрашував што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш, кога ќе бидеш повисока од мене сигурно за Цинцо, и што ти мислиш што сакаш да бидеш? Моден креатор. Значи, ако си имате некој проблем со облаката, тука е Тамара, ем ќе ви чита сатирични песни, ем ќе ви поправи облаката. Тамара, остануваме на моден креатор или писател? Па ќе размислам, може би двете. Сега да ми кажеш, која ти е, кој е си? Пето одделение. И вчера беше 5 и 11. Па, А, пек ќе бе така. Имаш желание на 5 да си. Да, добро. А, која ти е? Оливера Кратевска. Ама беше опретаваме на сите деца, најземливост која награда. Колку сте ви во клас? 11. Година ќе разпишеме 14 награди. Аплоди за Тамара. Добро, Тамара. Тука некаде завршуват наградите, што ги додавувам јас. А сега... Сега ќе назовуваме младите. А, добро.
И ми вече не мислите. При мене ти ме става някой функционер, а ако заглава ти се пише поети. За да не ме гонят. Втората категория на награди, това е за средни училища. Споменево, знам ти персиш, Шапина ще ми пише, учителката е Римица. Перса Стояновска, член на журито, и бидейки тая по възраст от мене, ти доделуват награди на по-възрастни ученици категории сега. Ти са мужи. Пред се сакам да им честитам на предходните добитници. Ще се задоволствам и да не запознам, защото кога ги читаме песните, ние не знаеме кой стои за тия песни. Песните бяха за шифри, не знаехме текста от една община, но бяха по-силни, по-убави и нашето добирање беше согласено по таа време, што веднаш се знаеше кој победник од кој ги сумирахме бодове. Ви честитам на сите, па и на наредните што сега ќе ги прогласим. Значи, така, трето место од учесниците од средното образование, од средното општинско училиште Ветродимитри Скрипица, го добива Ева Ивановска. Весели сме сега пак. Над градот блеска сонче. Дечи и момаски свои шетаат во разни бои. Сите се го полет светло, во изгрево и во дожба го прават денот зазивно. А пред вечерот со шега смеа и играни носи. И учителките се маскирани со пушеви коси. Смењето е здраве, да се смееме ајде. И грешката како грешка, да се свати на смешка. Второ место го добива Филип Стоименовски. Тој е од средното општинско училиште Милен Јаневски Джингер Македонска Каменица. Април. Ден на лагата и шегата. Секој нека нешто ќе каже, верувајте луѓе, пазете денес ќе ви излажа. Денес мама гравче ќе вари, тато леќера стави да се прави. Се шушка та лево, та десно, денес ќе има извлечено детство. Сестра ми со мама и палачици ќе прави, ама еве, гладна стана, тавите се уште се празни. И луѓе гладни, цел ден гладни, слушнете ме сега, дај да се јавиме веднаш по телефонските жици да испратат готови пици. Бидејќи ќе останеме гладни на оваа априлска шега, а мајка ми вака чудно ме гледа. Нели ќе барам гравче, а може и леќ, тесто и примесам, а може и некоја палачинка ќе протресам. И се така врват муабети разни, а нашите стомаци се уште празни. На оваа априлска шега крај нема, сите не става во огромна дилема. По известно време, на 1 април, на вратата некој шука, отворив јас и пуштив глас. Баба ми е тука. Со теб си е полна главо и си реков, утре ќе го јадеме граво. За појадот нека биде леќа, а за вечера може и некоја палачинка ќе не чека. Ах, таа априлска лага, што не остава во мака блага. Ви излажав денес, ми излажавте сите, пака нека во шега и смејани бидат дните.
ми е да пробосам и да ја дадам ова ливче хартија многу вредно за првата награда што ја доби. Она е примус од средното општинско училиште. Се собрале од трети клас и запнале да бегаат во 6 час, да ги снемат, ќе оделе на маскенбол, ќе креирале маски, сите да сме групно животинско царство. Јас да личам на хиена, со сино крзно завиено со вештачка велица од баба ми Милица. Ќе вијам и ќе завивам, како да леликам. За секое скрешно место непријателот ќе го чекам. Другарка ми ќе биде лисица со перека, обоја на нешни, ќе лази на 4 нозе по училишниот ходник, а волкот ќе биде Васил и така е со поглед страшен, со поглед тој убива и заби како најкулот. Леле, а Мите ќе биде лавот, тој секогаш е со долга коса до раменја, оформен со куса рундава, ќе стои и круна и ќе не моли, и ќе ржи како кобор да држи. Мила моја мајка, да знаете само лина што планира, ќе носила шиена креација со сирена. Само се прашувам како ќе застане на нозите кога нив ќе ги заглави во перките. Ќе се смеам до солози кога Лина ќе сака на забавата да дојде. Ќе молам со количка за малтер да ја внесеме внатре, а пак сине ќе носи кожа од тигар, шиена кај татко му диме во фабрика. Главна зверка ќе биде и ќе го напаѓа главот Мите. А што мислите, кој ќе биде мечката, па се знае нашата Марија. Незе ќе треба крзно од фабрика да бараме донација, зашто за Марија и треба поголема ширина за низината дебелина. За крај само да ви најавам дека маскенбол од сутре го откажале. Џабе од часови избегавме, по 5 неоправдани добивме, а на родителска и казнати бевме. Нема пари за избегување, нема да се забавуваме, контрола и надзор имаме, оценките да ги поправиме, ако и тоа не го направиме, како животинки ќе бидеме, цело лето ги се дружиме, на полагање ќе одиме, годината да ја поминеме, толку од нашиот секојдневен маскенбол. А привили се будам, па ова сон било, добро е се спасите. И благодарам на Песа што ме одмори малко, иначе ќе остане безбед. А сега на крајната категорија на возрастни, мажите и жени. Овие награди ќе ги додави председателот или председателката на ЗР Јанички глас, Христина Делска. Христина, повеќе. Благодарам. Сакам да кажам само нешто што жирито пропушти да каже. Значи, јас трудовите стигнуваа кај мене, јас никим ги препреќа во шифри. Така да никој не знаеше од каде се и кој се. И покрај, пошто беше распишан конкурсот за Пехчево, Каменица и Делчево. Стигнаа многу трудови од целата година, но не влегоа во изменување, зашто не беше така по пропозиции. Тоа ни дава за право, нели, да следниот конкурс да го прошириме на територијата на цела Македонија, па може би и пошироко. Добро, сега да почнеме. Значи, по категорија за возрастни, третото место и припадна на Билјана Начовски од Делчево. Мојата приказна. Во мојава приказна се појави еден змеј. Пееше на цел глас. Да, вистина, затоа не се смеја. Забележав една
главни позираа заедно за списанија славни. Кучето беше водител, а другарчињата негови беа први. Се знае како треба, секој другар до другарот да врви. Детски џабор насекаде има, насекаде се слуша. Дечиња мили со смеа ја полнат мојата душа. Се маскирале дечињата во својот омилен лик. Шетаат безгрижно, само за радост знаат во овој миг. Посакувам и јас да сум дете. Да си ставам маска за овој свет, но не можам. Единствено што можам дечиња е да ви го подарам овој цвет. Второто место му припадна на Владко Ситновски од Македонска каменица. Инаку само да пояснам, Владко Ситновски има двојно државјанство, од Делчевска и од Македонска каменица. И за разлагачката е веќе трета. И ние возрастите сакаме да пишеме нешто за деца, нешто што е комично. И извините за нас, што ми е зарека, значи малце може настигнат. Теби е добар глас. Да, и плюс денес не беше. Зеде дедо да ми преде. Зеде дедо да ми преде, пред бабата да ја преде. Ветено ми врака сука, по фурката ми тропа чук. Се нервира баба стара, слобица и потепа мала. Авре аро, старо аро, они надо овци, паси, кози, мози, стока спасли, ти ли фурка ке ми метнеш, ти ли петка ке ми метнеш. Ак бе, баба, трта баба, де ми гледаш дека зима, по дрвјата снего има, а надворе ладно, тешко, а дома е топло жешко. Не ми види толку лутар, ќе ги сплетаме на фута. Тој на мене ќе ми фута пред, ќе ја сплете друголет, ќе се смее цело село. Кај било, кај се видело, старо аро фурка, со фурка в рака, везно да те преде, плете без мака. Првото место му припадна на Златко Стоименов од Македонска каменица. Не дипломата, че го дајме, ќе отерам го ще да чита. Златко не е. Златко е трета смена. Дипломата ќе му е даде Владко. А песната ќе ја чита... Песната ќе ја прочита Владко. Любчо Златковски. Владко, ај ти преците тука признај дека ќе ме даш дипломата, нема да се помишне. Но Златко ми е добар пријател и другар, кој што заедно твориме, значи во Македонска каменица, истојот е рудар породник од Цаса и таму е на позиција на која што не може да се ослободи, моментално е трета смена, ми се избили на сите, али тој искрено, значи, меѓу мене и него, јас признам дека има многу убави шеговини песни кои што се многу наменети за децата. Па можете самите да се уверите. Значи, возрасно на Златко, песен да тя прочитам јас. Зајчето Джиги. Джиги е познатото наше зајче, вчера сгазна на едно мало шајче. Плач и вресот насекаде се слуша, а Джиги вели, готов сум, испуштам душа. Сгазна на шајчето, бегајте од волците клети, беше мрак, а лененовците светилка за да се свети. Ништо пред себе не гледаше во густата шума, а сега за операција ќе плати поголема сума.
ќе го оперира познатиот хирург доктор Лавчо. Жолти, кој само што го допре, Джиги почувствува тресење од 360 волти. Всушност, тоа била неговата голема докторска шепа, а Джиги од страх се срони по шекерна репа. Сепак, Джиги стегна зами и башки ги држа до крај, му се стори да е минус 20, иако веќе беше месец мај. На крајот, доктор Лавчо, Жолти му го извади проклетото шајче, се куртули од неиздржливите болки нашето непознато зајче. Му благодарам на Любчо. Сега за да докажеме дека земјината топка е округла и кај да те тргнеш на истото, ќе се вратиш. Значи почнеме со Јане, завршуваме со Јане. Јане, нешто во своја одбрана или што ќе кажеш за крај? За вистина е крај. За крај ono što kažem na početku, ne mi je prva put da smo ovde i се чувствам като много благодарен на сите што се овде присутни, благодарен на организаторите, да се надеваме дека ќе не спори здраве, дека ќе се дадат почесто во оваква прилики. И овде ја користам приликата ова што спомнав пред малку, да ми поведете мојата манифестација која ръководите ми били 12, кога да започнем, и ќе има и тамо што да се видите. Инаку, милите граѓани што повеќе од моите други, така што ме го заинтересират, како може да видите. И другите книги освен ова што И некој да ви кажем, ако одите за кочење, никако да не одите со Крумниковски. Наместо кај Тава, Крумна се 10 километри подалеку во некој пустеки. И тоа не му е прв пат. Кога дојде на промоција во Илјово, место во Илјово донесе војненивија два изгледат. Што да кажем на крајот, навистина не очекував дека ќе бидем на Волку, ќе се собереме на Волку, голем број, иако денеска времето не ми радеше на рака, беше врнежливо, вечер да играат, односно ќе играат Манчестер Сити, а Реал ќе имат голови, ама сепак и тие што не играат за Реал ќе го гледаат. Им се заблагодарувам на Кристина Делска од Сдруженијето на крајни автори пијанички глас, на Методи Тогаски, програмскиот директор на Националниот установен центар за култура Никола Јонков Вапцаров. Се заблагодарувам на мојот драг пријател со кој првпат се гледаме на манифестација, мислам на наша манифестација. Јас претходниот пат му реков дека ќе го поканам, а тој го реши прв ќе дојдам и навистина прв дојде. Му должам чести. Се заблагодарувам на сите што сте тука и се надевам дека ќе се гледаме уште многу пати. Ние ќе почнеме да работиме и на фестивалот за хумор и сатира Пијани за 2023, што се договориме дека ќе се одржува негде во август месец. И она што ми го зададе Јане Заман, да кажем, книгата Подканено можете да ја набавите тука со подпис од авторот, таман ќе проверите по подписот колку е писмен. Инаку не е голем бизнесмен по цената на книгата. Тој се похвали дека бил инспектор. Јас не го верувам, пошто него се познава, ниту има 2-3 стана, ниту 2-3 луѓи, ниту 2-3 луѓи. Сега не можем да кажем швагарки да биват. Ама малко е према што ги имат инспекторите, значи ова книга можете да ја набавите по цена од 150 денари. Смешна цена, според мен толку е трошоците за печатање на оваа книга, па и повеќе. Да беше моја, јас испод и гледах, да немаше шанси да ја продавам, па макар и да не
мисля, че не ги кажете. Удовие ще има заради изложено, те се уникатни, които, например, би достанат. Ова најлека што е истината и на розовата. От тие не може да не го отводава, а другите кои да интересите, може да отпият. Значи, те се договорите, не е проблем. А сега да кажем, би ми било мило, ако направим една заедничка фотография, ако сакате да се сликат тук. Участниците, публиката, оповедат, ако сакате да направим една групна фотография. На нарече после луѓето од толку души се собраме да направим еден групняк.